Добар ден, почитувани гледачи. Автомобилската индустрија се соочува со сериозни предизвици. Тешките нормативи, наметнати од бескрупулозните политичари, ја натераа оваа индустрија да влезе во големи вложувања во име на екологијата, но работите добиваат сосема друг смер кога е реалноста во прашање. Алфа Ромео доби шанса да преживее уште 10 години. А омилениот теренец на транзиционите мафијаши, Мицубиши Паджеро, оди во историјата. На сцена се појавуваат нови хиперавтомобили кои чинат едно брдо пари, кои по се изгледа има кој да ги плати. Останете со нас во следните 30 минути, време кој ќе биде исполнето со возбудливи содржини. Уште 3 милиони тест километри, точно толку го делат вториот електричен модел на Порше од сериското производство. Се работи за втората генерација на Макан, чии прототипи истрчаа на европските патишта да ја докажа технологијата што ја имаат. Таа ќе биде 800 волтна, базирана на новата платформа која Порше ја развива заедно со Ауди. Појавувањето на новиот Макан, кој ќе биде само електричен, е планирано за 2023 година. Сегашната генерација ќе продолжи да се продава уште некое време само со бензински мотори. Порше ги исфрли дизелите од Макан уште во 2018 година. Во време кога Сеат ја живее 76-та година, од своето постоење повеќе моменти од неговата историја се посочуваат како клучни. Меѓу нив е дефинитивно појавувањето на Ибица во 1984 година, која е прв модел на марката самостојно развиен. Шпанците во тоа имаа сестрадна помош од Порше, кој беше задолжен за погонската група. Дизајнот го направи Џуџаро, а за подготовка на производството се погрижи германскиот Карман. До 1993 година, кога беше заменета со втората генерација развиена со помош на Volkswagen, Seat продаде точно 1.342.001 примерок на Ибица. Таа во лиценцирано и рестилизирано издание продолжи да живее во Кина, каде се произведуваше уште цели 15 години. Мицубиши Пајеро ја пее својата лебедова песна. Произведена е последната серија од овој модел. Опремена за збогување, таа е наменета за пазарот во Австралија, бидејќи легендарниот теренец остана само таму да се продава. Тој го напушти американскиот пазар уште пред 15 години, а во Европа живуркаше до пред кратко време. Паджеро дојде на голема врата на автомобилската сцена во 1981 година. Стана славен со бројните победи на релито Париз-Дакар, вкупно 12, кои го запишаа во Гинисовата книга на рекорди. Оваа четврта негова генерација се произведуваше до 2006 година. Останувајќи еден од последните вистински
теренци низ целиот свет имаше верен круг купувачи кој се движеше помеѓу 175.000 во 92-та и нешто помалку од 50.000 полани. Финалната едиција, чија цена не е јавно објавена, е задвижувана од голем 4-цилиндричен дизел од 3,2 литри со 192 конски сили. Погонот на сите тркала му е класичен со преклопување и редуктор, а менувачот 5 степен автоматски. Карактеристика му е и резерварот за гориво кој собира дури 88 литри. Mitsubishi од него има продадено повеќе од 3,3 милиони примероци, а неговото име ќе продолжи да живее со помалиот Pajero Sport кој е базиран на пикапот L200. Малиот пријател стана уште поверен. Citroen подготви доставна верзија на електричниот Ami. Просторот за товар е лимитиран заради миниатурните димензии кои во неговиот случај се предност. Тој со своите 2,4 метри должина и 1,4 метри широчина лесно се пробива низ урбаниот хаос и е идеален за доставните дејности. Може да носи 140 килограми распределени во модуларниот карго бокс на место на совозачот и во задниот дел. Вкупниот простор за товар изнесува преку 400 литри. Оптимизираните паметни решенија ја зголемуваат практичноста на овој мал доставен автомобил кој воопшто не ја загадува околината. Електромоторот од 8 конски сили ќе го забрза до 45 км на час, а батериите од 5,5 кВт часови ќе му овозможат да биде во служба 75 км. Се полнат 3 часа на обичен штекер, едноставно како и мобилен телефон. Citroen ќе започне со продажба на My Ami Cargo идниот месец на почеток само во Франција. Купувачите може да бираат дали за него ќе платат 6.490 евра или пак ќе го земат на 48 месечни лизинг рати за само 24 евра месечно со учество од 2.500 евра. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. По темелните визуелни и технички освежувања минатата есен, Tiguan сега е засилен со адекватни зафати и во долгата верзија. Впечатлив изглед, дигитален кокпит, нови технологии и спецификација на опременост се атрибутите кои ја красат верзијата All Space.
По темелните визуелни и технички освежувања минатата есен, Тигуан сега е засилен со адекватни зафати и во долгата верзија. Впечатлив изглед, дигитален кокпит, нови технологии и спецификација на опременост се атрибутите кои ја красат верзијата All Space. Со продолжување на должината за 22 мм добиен е внатрешен простор каде се овозможува место за трет седишта, погоден за семејни луѓе со активен животен стил. Токму поради тоа редизајнираниот изглед нуди мали, но значајни визуелни освежувања како што е осветлената решетка на ладилникот околу знакот и опционалните IQ Light LED светла. Volkswagen ја редизајнираше и оптимизираше матрицата на опремата за Tiguan All Space во 3 верзии. Основен пакет е наречен Life, следи Elegance во кого има бројни хромирани елементи во интериерот и на каросеријата поставена на тркала од 19 инчи. Најпосекувана несомнено ќе биде Airline, украсена во дух на спортски автомобил каде доминира дигиталната инструмент табла, мултифункционален спортски кожен управувач со контроли на допир и карбонски цитати во внатрешноста и седиштата со функција за масажа. Сите функции за климатизација, грејење и вентилација на стандардната тризонска автоматска климатизација се контролираат преку нов дигитален модул во централната конзола. Багажниот простор има капацитет од 760 литри со можност на зголемување до 1920 литри со соборување на задните седишта. Изведбата наменета за 7 патници има помал капацитет од разбирлива причина. Tiguan All Space го задвижуваат 3 TSI и 2 TDI мотори кои може да се впарат со 7-степен менувач со двојна спојка, како и опционалниот 4Motion погон на сите тркала. Помош за патување, кој сега се користи и во Tiguan All Space, овозможува деломно автоматско возење. Во зависност од видот на менувачот, системот може да управува со сопирање и забрзување во опсек на брзина од 0 км на час со DSG или од 30 км на час со рачен менувач, па се до 210 км на час. Продажбата на ревидираниот Tiguan All Space ќе започне за неколку недели, но производителот се уште ги нема дадено цените. Електричните возила стануваат се поприсутни и маркетерите се колнат во нив. За жал, реалноста е многу поинаква. Лошата инфраструктура и високата цена ги прават елитистички, а не масовен производ. Има уште еден проблем, а тоа е кусокот на чипови неопходни за нормално функционирање на модерните возила. На тоа се надоврзува проблемот со амортизацијата на возилата, кои губат многу на својата вредност. Во следните прилози нешто повеќе на овие теми. Електричните возила, кои одамна се главна тема во автоиндустријата, дури во последниве години започнаа да стануваат реалност. Но, иако преминувањето на еколошки прифатлив транспорт повеќе не е алтернатива, се уште постојат многу непознати работи. Предностите на електричните возила сите добро ги знаат, исто така и недостатоците. А за нив, по правило, секогаш се виновни батериите. Најгорливиот проблем за купувачите е цената. Таа, колку и да паѓа, се уште е висока. За 1 киловат-час батерии набавната цена надминува 200 евра. Тоа значи дека за просечен електричен автомобил со автономија од 300 до 350 километри цената на батериите изнесува повеќе од 10.000 евра. Друг проблем што сериозно ја мачи индустријата е нивното производство. Репроматеријалите генерално засега ги има во доволни количини, но нивните наоѓалишта се распространети низ целата планета. Постројките пак, каде тие се преработуваат, се концентрирани во Југоисточна Азија. Заради тоа и некои други причини, огромен дел од капацитетите за производство на батерии за електричните возила се во Кина и Кореја, дури 85%. Тоа на Европа нималку не и оди во прилог. Според анализите,
годините до крајот на деценијава продажбата на електрични возила ќе се зголеми за десетина пати. Се очекува до 2030-та 1/3 од сите нови возила да бидат електрични и на патиштата низ светот да циркулираат околу 60 милиони возила. За сите нив требаат батерии, и тоа многу. Заради тоа Европската Унија подготви стратешки план во кој како приоритетна цел е поставена изградба на фабрики за батериски келии, кои потоа производителите на возила ќе ги пакуваат според конструктивните решенија на своите автомобили. Иако се доцни со ова, засега се уште се дискутира колку фабрики требаат и каде да бидат изградени, но проценките дека пазарот со батериски келии во Европа веќе во 2025 година годишно ќе тежи 250 милиарди евра не оставаат премногу место за маневрирање. Според Европската комисија, дотогаш треба да профункционираат 25 до 30 големи фабрики низ стариот континент. Затоа и кога ги представуваат новите електрични модели, производителите на возила го најавуваат почетокот на нивното сериско производство за 2-3 години. Ако побрзаат малку со развојот, едноставно ќе нема од каде да набават батерии за нив. Половните возила најмногу губат на својата вредност во првите години. Не треба да се биде експерт за да се знае дека европскиот бестселер Volkswagen Golf се продава толку добро затоа што ја задржува вредноста како половен. Тој во просек после 3 години вреди половина од сумата платена за него. За разлика од него, Ford Focus за истото време ќе загуби 55%, а Opel Astra 65% од вредноста. Експертите од британската аналитичка куќа Cap HPI се нафатија да го анализираат пазарот и да одговорат на прашањето кој автомобил најмногу ја задржува вредноста, а резултатите од нивното истражување не можеа ни да се претпостават. Според нив, највредни се моделите на Porsche, од кои на врв на листата е Cayman, имено најмалиот автомобил од Zuffenhausen после 3 години и просечен број поминати километри вреди одлични 72% од првобитната цена. Со 9% помалку следи луксузниот спортски теренес Lamborghini Urus, зад кој со за влакно помала вредност е Macan. Моделите на Porsche всушност доминираат на топ 10 листата на највредни половни возила, бидејќи ги има сите освен Panamera. Меѓу нив се распоредени Alpine A110, Land Rover Defender и Range Rover Evoque, а најголемото изненадување е Tesla Model 3, кој успева да задржи 58% од вредноста. На сметка на Алфа Ромео се прават шеги. Како и не би кога има големи проблеми со продажбата, која на светско ниво годишно бележи едва и 60.000 примероци. Сепак, оваа легендарна марка доби шанса да се докаже во следните 10 години и се спаси од ликвидација. Харли Дейвидсон по трусните години се враќа на голема врата и ја најавува својата електрификација, која од бренд што ќе грми, ќе се претвори во тивок. На тоа се противи BMW, кој подготвува специјален звучен потпис за своите електрични изведби. Добри вести за Алфа Ромео. Не само што Stellantis нема да ја згасне славната италијанска марка, туку на неа и сите други кои се проблематични ќе им даде 10 години да ја докажат својата вредност. За тоа време ќе се инвестира во нив и со пари и со заеднички развој на новите модели кои веќе се најавени за 2024 година. Моментално се работи на изработка на стратегија за сите марки под закрилата на Stellantis,
кои ќе треба да настапат со сопствен идентитет и на различен начин да ги привлекуваат купувачите. А Алфа Ромео тоа го може, дури и во сегашното бледо светло. Жив доказ е пазарното лансирање на Джулија во спортското GTA издание, што е најдобро што италијанската компанија го може. Атрактивноста на оваа лимузина, која на фантастичен начин е надградена преку соработката со Заубер и возачите на Формула 1. Моторот е 2,9 литарски твин турбо V6 развиен од Ферари, кој испорачува 540 конски сили. Олеснетата каросерија помага за забрзување до 100 км на час за 3,6 секунди, а Акрапович издувниот систем за врвно задоволство при тоа. Управливоста е подобрена со зголемените траги на тркалата за 50 мм, а новите пружини и амортизери за суперлативно држење во свиоците. Тркалата се од 20 инчи и зацврстени со една централна навртка, а ентузијастите ќе може да ја добијат во тркачка М верзија со странични стакла од Лексан и без задни седишта. Планирано е производство на по 250 примероци од секој модел по цена од 175.000 евра за GTA, односно 5.000 евра повеќе за GTA M. Купувачите ќе добијат и персонализиран пакет составен од бел, тркачка кацига, Alpine Stars, комбинезон, посебна церада и тренинг посета на возачката академија на Алфа Ромео. Иако една од предностите на електричните возила е тивкото работење, тоа е голем минус кога се во прашање перформансните автомобили. Тие едноставно треба да имаат привлечен звук, биле електрични или не. Затоа и BMW, подготвувајќи ја М верзијата на i4, добро размисли како таа треба да звучи и за таа работа го ангажираше оскаровецот Ханс Цимер. Познат по интегрирањето на електронските звуци во традиционалните музички аранжмани, овој композитор првпат беше номиниран за престижната статуетка во 1988 за филмот Дождовен човек, а ја доби 6 години подоцна за Кралот Лав. Според него, секој BMW има посебен карактер што се отсликува и со неговиот звук, кој кај електричниот i4M треба да биде исполнет со енергија. Тоа се чисти емоции кои ќе ве натераат да се наежите кога ќе притиснете на педалата за газ, вели Цимер. Слушнете го накратко резултатот на неговата работа и проценете сами дали е така. После релативно долг лош период, Харли Девидсон повторно јава, овој пат без грмотевици и на струја со помош на електричниот LiveWire, кој прерасна во бренд. Според одговорните во легендарниот американски производител на моторцикли, тој треба да помогне да се прошири базата купувачи на помладите генерации, кои не секогаш ги делат истите вредности како и постарите моторциклисти. Затоа потполно електричниот LiveWire како бренд чекор по чекор ќе ја води марката кон ново дефинирање на пазарот, разбивајќи ги стереотипите кои за неа ги имаме. За сега единствениот модел е познат долго време, како прототип беше представен во 2014-та, а како серијски производ пред 2 години. За некој месец наново ќе биде роден под ознаките на новиот бренд, но деталите за тоа, освен името што друго ќе биде изменето, не се познати.
Електричниот погон отвори нов фронт за суперавтомобилите, чии број конски сили се чини дека нема граница до каде ќе расте. Примери има многу, а најновиот доаѓа од Италија од сосема непознатата компанија Автомобили Естрема. Тие за себе не кажуваат многу, оставаат тоа да го стори нивниот прв модел. Наречен е Флуминеа и располага со 4 електромотори и дури 2040 конски сили. За да не полета, аеродинамиката го диктираше дизајнот, а со обилната употреба на јагленородни влакна тежината е намалена на минимум. Огромен придонес за тоа имаат и новиот тип батерии со висока густина, така што на крајот вагата застана на само 1507 килограми. Затоа и треба да им веруваме на италијанците кога велат дека Естрема Фулминеа ќе забрза до максималните 320 км/ч за помалку од 10 секунди. Сепак, колку вистина има во тоа, ќе дознаат само 61 купувач кои на него ќе чекаат до втората половина од 2023 година. До тогаш треба да соберат по 2 милиони евра, колку што ќе чини. Што е мало, а колку големо може да биде компактно? Мерцедес-Бенц даде нов одговор на ова. Тоа е Т-класата, која ќе биде лансирана на пазарот следната година и спаѓа во сегментот мали комбиња според дефиницијата од Штутгарт и првенствено е наменета за семејствата и квалитетно исполнување на слободното време. Најавениот новитет за идната година, наречен EQT, има каросерија долга 4,95 метри, исто како и лимузината Е-класа. Концептот е наследник на Цитан и, како и неговиот претходник, ќе се базира на Рено Кангу. Разликите овој пат треба да бидат поголеми. И двата модели се произведуваат во Маубеж, во северна Франција. За разлика од претходно понудениот Цитан, Т-класа ќе доаѓа со сите карактеристики што клиентите ги очекуваат од модел со звезда на хаубата. Дури и да не бидат превземени сите детали од концептот EQT во сериско производство, новото комбе ќе се испорача со значително повисок квалитет од претходно понудениот Цитан и ќе биде 7 Благодарение на двете странични лизгачки врати кои се отвораат широко, лесно се стигнува до задниот дел, а просторот за глава на комбето висок 1,82 метри е исто така доволен за возрастните. Покрај варијантите со мотори со внатрешно согорување за кои не се даваат детали, потврдено е дека Т-клас ќе има целосно електрична варијанта. Погодувате без детали, но може да се претпостави дека ќе се користи досегашниот арсенал на батерии и електромотори. Во интериерот доминира инфозабавниот систем MBUX, способен да учи благодарение на вештачката интелигенција. Во концептот EQT, големиот стаклен панорамски покрив се протега над внатрешноста, но ова веројатно нема да биде дел од сериската опрема. Она што ќе остане, сепак ќе биде амбиенталното светло на централната конзола, вратите и отворот за стапалата, што се уште не е достапно во овој сегмент, и практичниот простор за складирање на документи над инструмент таблата. Се планира по лансирањето да има искратена верзија долга околу 4,6 метри и како поголемата верзија ќе може да се нарача со електричен погон. Тука е крај на нашето патување низ автомобилските меридијани. Ви посакувам добро расположение и здравје до нашата следна средба идната сабота. Срдечен поздрав и до гледање.